Несовесно дивење низ Охридското езеро. Дури 52 прекршоци за само еден ден, констатирала полицијата при големата акциска контрола. 9 мина од контролираните управувале пловни објекти под дејство на алкохол, директно загрозувајќи ја безбедноста на туристите во екот на сезоната. Од контролирани вкупно 63 пловила, кај речиси половина се откриени сериозни прекршоци. Се возело без задолжителна опрема, со необележани и нерегистрирани чамци, па се до превезување на поголем број патници од дозволеното. Безбедносните правила не ги почитувале ниту оние кои изнајмуваат педалинки. Но она што најмногу загрижува се 9 лица кај кои со алкотест било утврдено дека управуваат пловни објекти под дејство на алкохол. Кај 31 пловен објект и кај 31 лице констатирани се вкупно 52 прекршоци, и тоа немање задолжителна опрема, управување необележан пловен објект, управување нерегистриран пловен објект, управување пловен објект за време на забрана, управување пловило без одобрение за пловидба, превезување повеќе патници од дозволеното, неносење пловидбена дозвола и слично. По извршено алкотестирање, кај 9 лица било утврдено дека се под дејство на алкохол. Кај 5 лица кои вршеле изнајмување на педалинки, била констатирана нецелосна примена на безбедносните правила при нивното изнајмување. Од СВР Охрид најавуваат дека ваквите контроли ќе бидат редовни во текот на целото лето, со цел да се подигне безбедноста на вода. По целосно документирање на овој настани на преземените мерки, ќе следуваат соодветни поднесоци од страна на полициските службеници. Апелираме до сите оние кои што управуваат моторни чамци и други пловила на Охридското езеро да бидат внимателни, да се придржуваат до сообраќајните, односно до правилата по Законот за внатрешна пловидба, да ги почитуваат овие одредби и сите заедно да придонесат да имаме зголемен степен на безбедност на вода. Инаку ова не е прв пат неодговорни поединци на овој начин да го загрозуваат јавниот ред и мир во водите на Охридското езеро. Слични вакви драматични сцени и прекршоци беа регистрирани и во текот на минатата летна сезона, што покажува дека несовесните возачи тешко ги учат лекциите.